Планот за зголемување на безбедносниот буџет на НАТО во фокусот на самитот во Хаг. Ниту една земја членка не може да го одбие планираното масовно зголемување на трошоците за одбрана, рече генсекот на Алијансата Марк Руте. На дводневниот самит во Хаг се очекува НАТО земјите да го одобрат планот според кој ќе мора да издвојат 5% од својот бруто домашен производ за вооружување до 2035-та. Руте вели дека неколку од земјите членки се обидуваат овие трошења да ги стигнат уште во 2029-та. Why is this important? Because we know that Russia is reconstituting itself at a pace, at a speed which is really staggering and frightening. And so we have to stand ready. If we don't, we cannot defend ourselves in 3 to 5 years from now. Today they know if they try anything, our reaction will be devastating. But we have to make sure that in 3 to 5 years they won't try. Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во Хаг. Руската инвазија на неговата држава е всушност и главната причина зошто НАТО алијансата сака да го зголеми трошењето пари за одбранбени системи. Зеленски предупредува, разузнавачките информации кои тој ги добива велат дека Путин се подготвува за напади врз цели на НАТО во Европа. We must stop Putin now and in Ukraine, but we have to understand that his objectives reach beyond Ukraine. European countries need to increase defense spending. We believe that 5% of GDP is the right level. A united Europe can create a defense capability that will destroy Russia's illusion that war with Europe could bring it anything. To kill that illusion faster, we must take away Russia's ability to continue this war against Ukraine with impunity. Европа ги зголемила парите за поддршка на Киев во војната со Украина. Претседателката на Европската комисија рече дека од јануари до сега Европа дала речиси идентично пари за Украина како лани цела година. За 5 години очекувањата се дека Европа ќе инвестира околу 800 милиарди евра во одбраната. How we invest is just as important as how much we invest. Russia's full-scale invasion of Ukraine has changed warfare. On the one hand, it has consumed more hardware than any other war. But on the other hand, battles have been won and lost because of software, jamming systems, and artificial intelligence. Во Хаг е и македонска делегација предводена од претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Освен претседателката, од Скопје отпатуваа и министрите за надворешни работи и за одбрана Тимчо Муцунски и Владо Мисајловски. Се уште се чека потврда од Софија дали Силјановска-Давкова во Хаг ќе се сретне со премиерот на Бугарија Росен Желјасков. Даниел Василев, Сител телевизија.